Да, добар ден од Куманово. Времето посветено на нега, на убавина, веќе не е само луксус, туку нешто што ќе значи убавина за секоја жена, всушност самодоверба и слично. Естетските корекции и третмани денес не се само прашање на убавина, туку на нешто што го заслужува секоја жена. Токму на оваа тема разговараме со Жаклина Путинска, лиценциран едукатор, собственик на козметички салон. Добар ден, благодарам што одвоивте време за програмата на Македонската телевизија. Како некој кој што со години веќе е активно вклучен во оваа дејност, што може да ни кажете? Кои нешта се најбарани во вашиот салон, дали се тоа третманите за разубавување или пак корекциите? Добар ден, ви благодарам што дојдовте во нашиот салон и поздрав до сите гледачи на вашата телевизија. Вака, најбарани третмани кај нас се третмани за лице и тело, третмани за лице хидратација, ревитализација, биоревитализација, анти-ејдж третмани, а третмани за тело, антицелулитни третмани со современи апарати. Жената бара комбинација, значи решавање на проблем, но и освежување, така да се повеќе ме радува што идат на природен изглед. Колку е важна редовната нега и третманите? Редовната нега е клучна, затоа што не е само убавина, туку и здравието на кожата е многу битно, така да нон-стоп секој месец кога прави редовни третмани имаат многу бенефит. Жената има повеќе самодоверба, така да тоа е клучно. Ние правиме исто така и бесплатна консултација во нашиот салон за како да домашна нега ги биде како што треба, затоа што сите знаеме дека TikTok гледаат, така да има многу што неправилности прават. Најдобро е бесплатна консултација, да се консултираат и да ги препорачаме некои препарати за домашна нега. Го споменавте природниот изглед, свежиот изглед. Кои третмани се најчесто за сето тоа? Најчесто се хидратантни третмани, биоревитализација, некои лесни анти-ејдж процедури. Така да многу е битно ликот да не се промени, туку нели да се освежи на суптилен начин. Што се применува за справување со уморна кожа, со брчките и слично? Со уморна кожа, значи хидратација, биоревитализација, мезотерапија, за бршки анти-ејдж процедури, а за хиперпигментација, значи имаме хемиски пилинзи и ласери. Секој третман е индивидуален. Кои жени најчесто ве посетуваат, на која возраст? Значи не посетуваат на сите возрасти. Имаме пубертет, кои што имаат проблеми со акни, имаме жени со повозрасни што прават анти-ејдж третмани и за одржување, така да имаме баш од секоја генерација. Работиме со професионална и домашна нега, кои што ги увезуваме ние, професионална медицинска козметика, органска козметика, за лице и тело, така да со таа козметика работиме и сме сигурни дека ќе имаат добар ефект. Што би им препорачале на оние кои што се оправдуваат со тоа дека немаат потреба можеби за третман или пак немаат време? Секоја жена треба да си дозволи малку време, значи за себе, затоа што искрено кога жената има самодоверба, е порелаксирана и има успех во сите сфери на животот. Освен со овозможување на овие услуги, активно работите и како академија, едукација на млад кадар сиве овие години. Има ли млади кои што се заинтересирани за професијата? Квалитетната едукација е голем успех. Значи, јас на сите кажувам дека треба многу усовршување, многу пракса и многу едукација, така да има многу млади заинтересирани, што ме баш радува. Јас како председател на собрание на регионална занечиска комора во Куманово, председател на собрание на национална занечиска комора, заедно во координација со председателот господин Агрон, нудиме многу секции, сега во последно време, значи сакаме да направиме разни секции кои што ќе доприносат младите да започнат ваков бизнис. Посветено да работиме и занечиството да го подигнеме на повисоко ниво. За вложениот труд неодамна се закитивте и со едно навистина значајно признание, насловено бизнис жена предприемач на Балканот. Наградата мислам дека е од соседна Република Србија. Од какво значење за вас? Искрено од многу големо значење, затоа што мојата работа и успех се гледаат надвор од границите на оваа држава. Бев многу изненадена и тоа ми дава потик да работам и да вложувам повеќе во ова. Јас секога кажувам, кога се работи со љубов, кога се трудиме, секогаш има успех.
Ви благодарам на одвоеното време и посакувам уште поголем успех. Ви благодарам и на вас што одвоивте време и што дојдовте тука. Имавме можност да ја слушнеме собственичката на козметички салон, која што активно, како што рече, работи на едукација на млад кадар, на млади козметичари, Жаклина Путинска, која што исто така истакна дека секоја жена заслужува и треба да одвои време за себе, за својот личен изглед, за да нели целта крајна е секако да се чувствува поубаво во својата сопствена кожа. Студио.